Советот на општина Кочани ја одржа 20-та седница на која имаше дополнување на дневниот ред со 5 нови точки. Една од нив се однесуваше на само распуштање на актуелниот состав на Советот, што како предлог го даде советникот Венко Крстевски, при што имаше и образложение за тоа. Точката предлагам не само по моје барање, туку по барање на поголема група на граѓани кои што видоа дека по една година од нефункционирање на Советот на општина Кочани, јасно е дека се потребни нови избори, јасно е дека треба да видиме гласот на народот после ова една година сработено, дали силите во Советот повторно ќе бидат вака или тие што работат ќе бидат наградени, а тие што не работат ќе бидат казнети. Има поднесено преку 10 предлози од оваа говорница. Поголем дел од тие предлози се изгласани. Сите тие предлози кои што се изгласани, до сега за жал нити еден не е спроведен на дело. Значи, ни народна коина, ни прифатилиште, изработка на проект, ни приоритетна листа на улици, ни фотоволтаици на училишта, ни мерни станици, ништо не е сработено до сега. Колегата Венко, ако толку инсистира да има избори, може да поднесе иницијатива, писмено да се подпишеме ние што сме членови на Советот, кој е за тие избори или кој е за не. И службите кажаа дека треба мнозинството од Советот да се изјасни за таа точка. Еве, нека почне колегата Венко, таква процедура, па секој од нас лично нека се подпише. Мојот предлог е јасен. Една и од причините е да немаме селективност во Советот, затоа што за мене не дозволува одреден колега да биде опоменат и исклучуван, друг колега да не биде ни опоменет, ни да се гласа за исклучување. И селективноста е една од причините која што барам подитно распуштање на Советот. По дискусиите, предлогот на Крстевски за само распуштање на Советот со 3 гласа за и 13 воздржани не беше прифатен. По барање на следното општинско училиште Гошо Викентиев, Советот ја усвои одлуката за измена на распоредот на средства на буџетот за 2022 година, при што од програмата за средно образование од ставките за електрична енергија, превоз и за реконструкција на градежни објекти ќе бидат пренаменети 3 милиони денари со кои ќе се набави компјутерска и информатичка опрема. Советот ја усвои и одлуката за давање на стопанисување на јавното осветлување на новото јавно предпријатие, потоа локалниот акцијски план за подобрување на состојбата на ромската заедница, програмата за изградба на системи за водоснабдување, а го усвои и предлогот за воспоставување меѓуопштинска соработка со општина Штип за користење услуги од градежен инспектор. Потребата за тоа ја образложи градоначалникот Папазов, кој рече дека соработката произлегува поради неколкумесечното отсуство на градежниот инспектор во општина Кочани. При тоа започната е постапка за вработување нов градежен инспектор во општината. Во врска со прашањата за нелегални градежни активности на објектот во монополот во Кочани, градоначалникот Папазов додаде дека според одделението за урбанизам, ако се задржи истиот габарит на објектот, нема потреба од издавање ново одобрение за градба. Советот на општина Кочани на 20-та седница не ги усвои предложените програми за уредување градежно земјиште, за изградби и одржување општински патишта и улици, за фекална и атмосферска канализација, како и за располагање со државното градежно земјиште. Исто така не беше усвоена и програмата за изградба на објекти за домување на лица од социјален ризик и програмата за изградба на јавно осветлување.